Па добре бе, па на што личи ова бе? Па дали сте нормални бе? Што е ова све проопозицијски па? Камови 100 советници Шилегов дека запослил? Камови овдека нешто за Ангјушев? Камови за водно? Што е ова бе, на што личи? Продавам точак, цена и инбокс. Значи немаме емисија, стварно немаме, ја не знам како ќе тераме овака. Па што личи ова бе? Бурсум башка и китломастер по мене фрлало. Али ја башка и доктор лутело. Ефенди, многу вредно работело. Јас реално знам дека он е избувлив, ама мене ми е малце жалче, затоа што цело време е под физички и ментален стрес, ама битно се исполнува. Значи, Буби, сега го ќе влеземе офишал, не разбираш? Знаеш што е офис? Канцеларија. Културен укаварден. Што е работа? Имаме дојава за нарушување јавен ред и мир. Гледам со маркери гаѓата, а? Како се вика маркер на енглески, знаеш? Маркер. Magic Маркер. Ај, знаеш, зашо и гаѓаш ти, бе? Не сум гаѓал, падна од маса, падна на маса. Лека ноќ, гледачи и гледачки. Ова се вчерашни новости, местото од каде секогаш дознавате последни. Лека ноќ и од мене. Јас сум Јелена Александар и одовде секоја недела де носиме чекор за ците. Така, Александар. Останете со вас. Еве што ќе гледате. Ексклузивно. Како помина протестот на бойкотирам. За мајка Македонија! Дознаваме дали фудбалската репрезентација ќе се квалификува на Европското првенство. Бабу, сам е! Успешните приказни не се забораваат, тие се надградуваат и кулминираат. Kia Sportage, модел 2019 со дополнителен фейслифт за усовршување, а ја добивате за 16.950 евра со 7 годишна гаранција. Почитувани патници, врзете ги појасите и подгответе се за многуте погодности достапни со Mastercard Visa Air кредитната картичка од Комерцијална банка. Добите 600 гратис поени за добре дојде. Дополнителни бонус поени при секој купување. Бесплатно групно членство во Viz Discount клубот. Дополнителни картички за најблиските, како и уште многу други поволности. Mastercard Visa Air кредитната картичка од Комерцијална банка. Поени собирај и патување добивај. Конечно, добри вести од место од каде што ретко слушате добри вести. Мислиш на владата? Статива. Јас? Не, УЈП. Даночната пријава оди во историјата и пензионерите од сега ќе треба да се регистрираат електронски. Од УЈП велат дека електронското регистрирање на пензионерите нема да представува никаков проблем, затоа што тие веќе организираат компјутерски курсеви за пензионери во секој град, на кој пензионерите може да се пријават по електронски пат на мејлот курсеви за пензионери maimuni.ujp.gov, каде што треба да ја побарат Марија, која ретко го отвара мејлот и ќе ги препрати кај Коле од IT служба, кој ќе им се јави на телефон за да им објасни како да стигнат до бесплатен курс за компјутери преку пријава која ќе добијат по пошта за 7 до 10 работни дена. ВМРО ДПМН како љубители на огради, нивно традиционално градежно изразно средство, сега дополнително креваат и огради околу себе и собствените политики. Имено, партијата се огради од поранешниот трикратен министер и еден од творците на Уставот, Владо Поповски, и рече дека неговиот став за позитивно изјаснување на референдумот не е ставот на партијата. Од друга страна, Митко Јанчев, градоначалникот на Кавадарци од редовите на ВМРО, се огради од партискиот став и повика да се излезе на референдумот. Во меѓувреме, поголем дел од поранешното раководство на партијата стравува дека ќе заврши на место каде оградите се повисоки. Добро вечер, почитувани граѓани, почитувани новинари.
Ние како партија ВМРО-ДПМН со ова соопштение сакаме да истакнеме дека се оградуваме од ставот на Поповски, се оградуваме од ставот на Јанчев, се оградуваме од ставот на Љупчо Ѓоргиевски и се оградуваме... О, комшија, абе не е убаво вака да се оградуваш. Мислим, ако сакаш да се оградуваш, ќе направиш вака зид 2 метри. А ова што? Пак некој ќе ти влегува уставот. Гледаш дека имам презве, човече. Зашо ми се уфрлаш? Да ме решеш после, Хај. И дополнително се оградуваме од коментарот на комшијата за оградата, што е од другата страна. И од ова фейк палма исто така се оградуваме, затоа што не е вистинска палма. Студио? А во очекување на нови огради и оградувања да ја проследиме најновата епизода од серијалот Мешан брак. Читај оние со оградата во дневна. Тија со земи читај Бонтон. Едно име, една држава, во државата зграда, во зградата стан, во станот семејство. Семејството Лазовски од Мичурин е разрушено од овој референдум. Спротивставените гледишта им го уништуваат животот. Уживајте во реалното шоу Мешан брак. Оваа недела во семејството Лазовски синот прави 22 години. По тој повод се случува роден ден, мала забава. Епа мала, нормално дека ќе биде мала, со кави плати како сакаш поголема, нема поголема. Ама ако ќе влеземе во ЕУ, одма ќе биде друго. Ау, кога ќе влеземе во ЕУ, ме се нобесен таму ќе те викна, ама дојди пари да ти дајме, ние не знаеме да потрошиме. Сега ја му купив книга, тешко да ја најдеш, за да му ги отворам очите на детето за историјата за македонците, кои се македонците, ова е забранета. Му купив карта за ниско буџетен лет за Европа, да види малце луѓето како живеат нормално. По роденденската забава на синот, инцидентите продолжуваат. А јас сега само торта. Мајка ми нешо книга, стариот ми става пари уплико као ненормален. Тортичка се тортичка. И восок си каснав. Дали пропагандата ќе влијае на синот? Останува да видиме во некој од наредните епизоди на Мешан брак. А до тогаш останете со вчерашни или сменете, како сакате, вие имате слободна волја. Ајде бе! Бабу! Сам е! А не се нема да него! Ние твориме, правиме ајвар за мајка Македонија. А сега со линк се вклучуваме директно од Храмот на науките и уметностите Ману, каде што академик Славој Попхаджи Вандер Николов ќе го произнесе ставот за Преспанскиот договор. Мамица му, кој не кажа скали дека ќе има овде. Мамица моја. Ајде, Славоје, ајде. Ајде, мамица твоја. Очигледно ова ќе потрае, па ќе се вклучиме подоцна во вестите. Протести повторно ја тресат Македонија. Како и минатиот викенд, така и овој се собраа поддржувачите на Бојкотирам. Нашиот репортер е на терен. На 30 септември овој народ ќе прави ајвар. Ќе седи дома и нема да мрда од двор. Кој нема двор, нека се организира со роднини. Не гласаме. Ние твориме, правиме ајвар за мајка Македонија. Не излегуваме да гласаме. Ајвар правиме. Така, студио, се наоѓаме на едно место каде што во 12 часот требаше да се случи протест на Бојкотирам, кој што се против референдумот и сметаа дека на 30 септември треба да се остане дома и да се прави
Ајвар. И по тој повод ќе се позборуваме со организаторката во една многу моја драга пријателка со Анкица. Зашо не се случи протестот? Како не се случи мори протестот? Не ме гледаше дека држам говор? Те гледа. Се случи и е фантастичен и најуспешен до сега. Не се случи затоа што немаше жив човек, освен оној што се шуња позади. Значи ништо не разбирате, поентата беше да нема никој да вежбаме седење дома. Само не знам овој што туку се мафта овде од преска дошол. Изгледа ништо нема разбрано. Не се поправите му. Сега ќе поправиме моја. Чекај, ќе ја видам сте. Дечко, дој малце. Ела бре, ај побрзај. Не туку се влечи. Кажи ми ти, зашо си тука дојден кога жив човек нема? Ја на протест дојдов, али овдека нема никој. Супер, што ти си разбрал дека треба да дојдеш на... Ма нели поентата е да бойкотираме? Значи бойкотираме се. Не одиме нигде, не излегуваме. И протестот беше вежбање да седиш дома, да не ти текне случајно на 30 и да излезиш. Како си разбрал наопаку? Да седиш дома, што е гениална идеја и ви благодарам за прилогов. Идеме да снимаме ние други прилози затоа што не сте само вие во вестите. Ајде, Студио. пријатно. Тоа беше колешката Поп Мајбах, а ние продолжуваме со вчерашни. Александар? Престапна година, позната уште како високосна или интеркаларна година, е година што има 366 дена, наместо 365. Односно, тоа е година во која во јавноста се појавува најскапиот пензионер во државава, господинот Бранко Црвенковски. Бранко се појави, спротивно на сите календарски очекувања, иако 2018 не е престапна година и има само 365 дена. Според Скопското астрономско друштво, станува збор за несекојдневен предреферендумски и интергалактички феномен, односно завлегување на созвездието БЦ во видното поле од земјината топка, при што настанува краткотрајно затемнување на соседното созвездие ЗЗ. Црвенковски во нему својствен стил порача дека власта не ја бива, а и преспанскиот договор не е некоја голема победа или успех, но на 30 септември повторно ќе се појави за да гласа за, зашто тоа е сега нужност од која нема бегање. Поради силниот блесок, за да не дојде до заслепување на народните маси, од владата препорачаа на феноменот БЦ да се гледа исклучиво преку затемнато стакло или розеви очила и тоа не подолго од неколку секунди. А сега повторно се враќаме во Ману, каде што треба да го чуеме ставот на Академијата. Па на мамица моја. Ајде те после ќе ми го дадеш. Кај гостив како говорот. Бе, Славоје. Ова може да потрае, а телевизијата е брз медиум, така што продолжуваме со вчерашни. Апелот на премиерот до газдите да го одврзат кесето и да ги почестат работниците што ќе излезат на референдумот, почна да вродува со плод. Први реагираа газдите од текстилната индустрија. И јас апелирам до сите бизнисмени. Ајде почастите ги малку работниците. Сега ова важно и за компаниите, и за граѓаните, и за државата наша. Ако некој има, газдите имат, бизнисмените имат, може малку да отворат кесето повеќе. Синдикатот на газди на фабрики за текстил денес едногласно го подржа повикот на премиерот за кесето, па во соопштение до јавноста информираат дека за работниците што ќе излезат на референдумот, недела ќе биде неработен ден. Оттаму додаваат дека за нив грижата за работникот е на прво место, па токму затоа слободниот ден кој ќе го добијат, тие што ќе гласаат, нема да се одработува веднаш, туку за новогодишните празници. Секој заслужува трета шанса, па и Ману. Таму ја имаме Елисалфета, која треба да ни го пренесе ставот за многу важното мислење на Академијата за актуелните теми кои ја загрижуваат јавноста. Така е, студио, сите едва чекаме да го чуеме ставот на Академијата за етнината на земјата. Еве го по скалите се качува господинот Славоје Хаджи Поп Вандер Николов. Да го чуеме. Другари и другарки, нема сила која може да го растури братството и единството на народите на СФРЈ. Сепак водени од сонот на нашите предци за независна и самостојна држава и повикуваме граѓаните да излезат на референдумот,
на 8 септември и да го остварат сонот на своите предци за самостојна држава со име Република Македонија. Е малку да се дополни со стари фрази од типот другари и другарки. Вела дека една слика вреди 1000 зборови. Исто така вела дека одраз на едно општество е начинот на кој се однесуваме кон животните. Во следниот прилог имаме повеќе илјадници зборови за нашето општество и институции и еден апел до градските власти. Време е да преземете нешто. Ајде бе! Бабу! Сам е! Абе се не може да него! Јелена, дали знаеш што имаат заедничко Парис Хилтон, Северина, Ким Кардашијан и Маријанчо Стојановски, овој градоначалникот на Демир Хисар? Не знам. Сите имаат приватно видео, кое што излезе во јавност без нивна дозвола. Да видиме за што се работи од следниот прилог. Како жртва во светскиот скандал, насловен како Celebrity Hack, во кој беа пуштени во оптек приватни видеа од голем број светски звезди, се најде и градоначалникот на Демир Хисар. Во видеото се гледа како тој им се заканува на вработените во училиштето. Дека во много работи, заборавате дека ги слушам сите телефонски обања, одење од куќи и така. Значи се признава дека Но градоначалнико сето то го негира. Повредата врз неговата приватност, тој ја пријавил и во полициската станица во Демир Хисар, каде дал изјава во која вели: Ова е директен атак врз мене. Видеото беше направено за приватни потреби и не требаше да излези во јавност. Дополнителни околности поради кои се губи релевантноста на видеото е тоа што е старо. Направено е во јануари, што значи дека тоа што сум го рекол автоматски исто како да не е речено. А сега да видиме само накратко што мисли господинот Христијан Мицковски за ставот на Христијан Мицковски околу тоа какво е референдумското прашање. Прашањето е трозначно, манипулативно и има задача да внесе забуна и конфузија кај граѓаните, затоа ќе мора да причекате до 30 септември да го видите ставот на Христијан Мицковски. Ете тоа беше изјавата на Христијан Мицковски за Христијан Мицковски. Јелена, што имаме следно во вчерашни? Александар, Јелена не знае што имаме следно во вчерашни. Јелена ќе види после джинглот што следува. Реформите не функционираат, заклучи премиерот Зоран. До оваа разочарувачка констатација тој доаѓа по година и половина откако е начело на владата. Сепак во негов оптимистички стил, тој вети дека ќе ја среди Македонија со алтернативни мерки. Ни треба камшикар. Ни треба некој од ЕО и НАТО да дојде овде и малку да не подсреди. Сите од мене на чело, па надоле сите. Затоа што мора да има европски ред и поредок, мора да има европски правила. Тоа е нешто кое што сакаме и тежнееме да го постигнеме. Тој додаде дека веќе назначил посебен советник за камшикување, кој ќе има за цел да спроведе обука во јавните предпријатија и министерствата, обука за камшикување за да се средат институциите. Но оваа одлука не е ограничена само на државните институции и општините. Премиерот ја најави и програмата Камшик во секое семејство, со која во секое семејство би имало по еден камшикар кој би ги камшикувал домашните, додека тие не станат скандинавци или барем словенци. Камшиците ќе се натовар на буџетот, а може да се резервираат на бројот 028 75 58. Auf Wiedersehen. А сега една вест од спортот. Вистински раскол владее во соблекувалната на нашата фудбалска репрезентација, откако една група на фудбалери одлучи да ги бойкотира квалификациите за Европското првенство. Дали се работи за шпекулации или не, повеќе од прилогот на нашиот спортски новинар. Дај му Ајде бе! Бабу! Сам е! Абе што не му даде него?
Да, така е студија. Значи, овие информации не ги негираат ниту селекторот, ниту стручниот штаб. Мечот е закажан за 30 септември. Останува да видиме дали селекторот ќе успее да ги консолидира нашите редови. Можеме. Кој те стане? Да играш се, кој ќе сај тебе да играш бе? Ела бе, влези! Не влагам бе. Тука сме со репрезентативците кои што нели го бойкотираат ова европско, квалификациите за европско и надпреварот на 30. Зошто бойкотираат? Зошто не му даде бе? Имам пипер за љупење, се договорив. Ајвар па. Ајде бе, па ти не лажи, кажи зашто не кеш да играш. Што да кажам зашто не ќам? Па не ќам да играм, што не ќам да играм? У Европа да играм под друго име. Не ќам да играм, тука ќе се играм. Не ќам да играм. Зашто да не ќаш да играш? Европа е една голема лига. Јас сакам да играм Значи во Европа. најблиску, репрезентацијата е најблиску до квалификации во моментот. Знам, сакам, ама не ќам. Не ќам бе, тука болju трета лига, тука ќе играм под моје име него таму. Ојде влези! Не влагам бе, не влагам. Ајде ти влези, ајде. Што ја? Он бойкотира. Ајде бе, ајде. Чекај да појам мочалник. Ово е. Ајде бе. Ево да влези ти ја! Ово е од Дуј. Што офсајд уште не сум влегол. Ту матер! Ете, така играчите играат шут од дупе малце да се релаксираат. Кажете ми, имам информација дека постои раскол помеѓу играчите. Некои бойкотираат, некои сакаат да се надпреваруваат на престојните квалификации. Дали ќе успеете до крајот на квалификациите да ги вратите назад? Видете, точно е дека Старите дел од односи. играчите бойкотираат тренингот. Мислам, тоа е нивно демократско право. Меѓутоа Така е. сега, пошто секој по собствено убедување, ја верувам и дека дел од играчите ќе се вратат на оваа, сепак е оваа многу важна утакмица. Да. Многу е оваа важна утакмица за квалификација. Као што може да видите тука и представници од Европската Унија више го спремаат теренот, така да јас сум убеден и оптимист сум, ве уверувам дека атмосферата во нашата соблекувална е многу хармонична. Ние ќе победиме, оваа утакмица е значајна, многу овие квалификации се све за нас и убеден сум и апелирам и на публиката да види нашиот 12-ти играч кој што масовно ќе го даде гласот за да победиме на оваа утакмица. Ете, селекторот смета дека топката ова е моја. Ете, драги гледачи, се враќаме назад на тренинг. Добар Емалио. А после тој што го вози тракторчето се со камшикот кој ќе ни викне да видиш како има да играме у Европа ние. Со глава играј! Со глава! Ајде бе! Бабу! Сам е! Ајде бе! Ево да влези ти нога! Абе тене ти бе! Дај му него да што ти тука! Ајде! Качи му како теби! Ајде бе! Бабу! Сам е! Ајде бе! Значи, дечки запотени сте само так, по пола метро. Зборуваме со капитенот на репрезентацијата. Нашата репрезентација е најблиску до квалификациите за европско. Какво е чувството? Абе, аут! Одлично. Дали мислите дека ќе победиме на 30? Каква е проценка? Мислам, да. Абе, пасувај го дај! Победиме, ете, капитенот мисли дека ќе победиме. Вие? Види. Дај го! Што е за нас? Ние ќе Абе, што не го даде него? Ние ќе го оставаме срцето на терен за Македонија. Него таму! Да. И може да победуваме. Ете, убаво е кога ќе се слушне дека некој сака да го остави срцето на терен. За Македонија. Топката. Дај му ја! Ви благодарам. Moram da si kupam ja, da ne poludam, mamo spasi me. Moram сега да ја освојам, јас да ја освојам. Moram da si kupam ja, da ne poludam, mamo spasi me. Супер С звучи одлично. Аплицирајте за ненаменски потрошувачки кредит до 1.200.000 денари. Шпарка се банка. Банка на вашето семејство. Успешните приказни не се забораваат, тие се надградуваат и кулминираат. Kia Sportage Модел 2019 со дополнителен фейслифт за усовршување, а ја добивате за 16.950 евра со 7 годишна гаранција. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак.
Како и секоја епизода, така и ова. На крајот Ланчо не кажува ништо за времето. Да, така е. Втора емисија повторно е за временска прогноза, но ова емисија имаме новитет. Ова емисија ќе ја кажеме временската прогноза во Германија. Еден гостин од диаспората, Кузман. Гуте так. Ајде, можеме. Абе, Јована ја вративте? Не збори сега за тоа, жити се, ајде. Микен, добар живот. Исто се очекува во Бон и Баден-Баден, а во Хамбург се очекува сонце на задоволство на сите граѓани и емигранти. Се очекува продирање на бран од страна на Бугарија кој нема да влијае многу на времето и расположението. Метеопатите нема да имаат проблеми зашто здравствениот систем е среден. Ајде сега бегам од ти, толку ми е времето, имам авион. Поздрав и останете така. Како? Како сакате, тоа е ваш избор. И стигнавме до почетокот на уште едни вчерашни. Добро утро на сите, освен на оние кои имаат заеднички профил на Facebook. Добро утро и од мене. И се гледаме следната недела во исто време, на исто место со Стари вести. 19 часот и 30 минути, Канал 5 телевизија. Сега сте чекор за ците. Останете така. Останете така и од мене.